Вака околу Пладне изгледаше Прилеп погледнато од Маркови кули. Големото загадување е очигледно и видливо и со око, не мора да се мери со специјални инструменти. Синоќ околу 19:30 часот загаденоста изнесуваше 314 микрограми штетни честички на метар кубен, или 6 пати над максимално дозволеното. Според познавачите на приликите, ова е вака секоја зима затоа што ниту една власт досега не обезбедила алтернативни решенија за затоплување, пример како газ, а сега со високите сметки за струја, скоро секоја куќа се затоплува на дрва. Исто така, големо загадување се правило и од индустријските капацитети, а особено од прашината на големиот број рудници на неметали кои што ги има околу Прилеп. Како грижа за животната средина и стопирање на некој начин на оваа екокатастрофа во иднина, Советот на општина Прилеп денеска организираше акција за пошумување. Се засадија 4000 садници на багрем и јасен во близина на депонијата Алинци. Председателот на Советот повика на поголема ангажираност на дел од институциите околу тоа кој и како загадува. Иако најчесто споменувана причина е дека загадувањето доаѓа од грејењето, мислам дека повеќе фактори се вклучени во овој проблем. Исто така и тоа е системски проблем кој што треба да се решава на државно ниво и апелирам до сите граѓани да внимаваат околу она што се гори и посебно до индустријата, и тука треба да биде посериозно вклучено и Министерството за животна средина. Но и колку да се садат нови дрвја, ако не се стопира дрвокраството, се ќе биде за џабе. Тоа е толку развиено во Прилеп што не остана ниту дрвце по околните планини. Оваа фотографија до нашата редакција пристигна вчера од загрижени граѓани од селото Оревоец, кои велат дека дрвокраците сред белден со полни шпедитери, без страф од никого, си поминуваат ни селото. Полиција немало ниту за лек. Деневно тука поминувале од 20 до 30 шпедитери натоварени со дрва. Дивото сечење на шумите е системски проблем кој што, иако има добра волја и желба и во Советот и во локалната самоуправа, не можеме да го решиме како локална самоуправа. Тоа е национален проблем, државен проблем, и мислам дека сите засегнати институции треба заедничко да почнат да соработуваат за да се спречи овој долгогодишен проблем кој што го имаме. Од Советот на општина Прилеп истакнаа дека ќе продолжат со вакви акции за пошумување и на пролет. Инаку денеска акција за пошумување имаше кај селото Лениште, во организација на Сдруженијето на резервни војни обврзници, учесници во конфликтот од 2001.